Добар ден! Минути резервирани за ново во градот. Денеска дознаваме како се живее во село Теово, во село Миравци и во село Новаци. Со мене ќе бидат Дијана Иванова од село Теово, Лео Баламов од село Миравци и Ана Трајчевска од село Новаци. Се надевам дека токму денеска со оваа емисија ќе го задржиме вашето внимание. Повратници од Австралија. 40 години семејството Трајковски живееле во Австралија. 4 години живеат во село Теово. Зошто? Толку многу го сакаат тоа родно место или едноставно го сакаат животот на село? Вложуваат и им е убаво и не им паѓа на памет да дојдат да живеат во град. Деталите и приказната ни ја раскажува Дијана Иванова. Добар ден за тебе, Дијана. Добар ден и од мене до гледачите на Ново во градот. Еве, овој пат од ова населено место. И пред да ја слушнеме приказната, јас би сакала само да кажам дека Теово е едно од 42 населени места во општина Чашка, општина која според површината е една од најголемите во Република Македонија, но статистички според бројот на жители е една од најретко населените. Или според статистиката, на 1 квадратен километар живеат само 6 жители. Семејството Трајковски е само едно од семејствата кои што во последните години се враќаат во своите родни огништа, ги обновуваат родните куќи, но не само тоа. Тие започнуваат тука да водат и собствен бизнис. Велат не толку за финансиски средства за екзистенција, затоа што тие имаат доволно спечалено во 40 годишниот работен век во далечната Австралија, туку за да покажат и да докажат дека и во македонските села може да се развива бизнис. Да не должам многу, јас предлагам тука да ја слушнеме приказната од самите тие, но и нашите гледачи да видат како живее ова македонско семејство. По 40 години работа во Австралија, Стојан и Љубица решаваат пензионерските денови да ги поминат во родното Теово. Старото огниште за кратко време прераснува во современ дом. Стојан пресетувајќи се на деновите, кога на корените на татковата куќа ја гради новата, вели дека за прв пат се почувствувал свој на своето. Секој ако дојде да се врати во својот родни крај, во своето родно место, ќе му биде мило. И ќе му биде многу убаво и еколошки, и чист воздух, без депресија, без вознемирување и нервози. Значи, многу е мирен, многу е убав и не можем да ништо друго да кажем, што тоа не може ништо друго да го замени. Иако во третата доба од својот живот, Стојан и Љубица се уште се работно активни. Предизвик им е развој на руралниот туризам. Овие неуморни луѓе одлучуваат да вложат токму во оваа гранка. Пред 3 години го купиле скоро распаднатиот дом, за денес и тој да е обновен. Великденските и првомајските празници ги донеле и првите гости. Ќе пробаме, али не да го објавиме на интернет вака. Пошто ние сме постари луѓе, знаеш, треба доста трчање. А тука да побараш некој, неќе никој да ти помогне ни да пере, ни да пегла. Колку луѓе може да се сместат во овие соби тука? Па тука имаме 13 легла. 13 легла. Кој нас има нова, да се искуваат купатила женски, машки, исто способено е све, како што им треба. Она што тешко им паѓа на овие двајца ентузијасти е големиот број на напуштени куќи. Веруваат дека таа слика наскоро може да се промени. Стојан за проектот на ВМРО ДПМН од град во село вели дека тој и неговата Љубица директно го почувствувале во 1971 година во Австралија. Сигурен е дека лесно е остварлив и кај нас. Вели ако малку повеќе народот македонски се потруди, ова парче земја ќе биде поубаво и побогато, дури од Швајцарија. Ова ми е најмило што го чув, ако го успее, а гречелајдем, ја им пожелувам све најубаво и ги молам народот да излезат од оние притисоци, да излезат од оние палушени, да излезат од оние загадености, да излезат да ги намалат своите депресии, што не можат да обстанат.
ги молам нека да си додат, да си се вратат со помош на државата, да си се вратат на својот роден крај, да го оживиме селата, да го оживиме туризмот. Да оживиме цела Македонија, да краси, да ја направиме Швајцарија, мала Швајцарија. Теово во моментов има околу 100 жители, добра инфраструктура, плодна земја, но и одлично место за реализација на проектот од град во село. Дијана, како што кажуваат, сакаат да го направат Теово мала Швајцарија. Интересно, има плодна почва за тоа, колку што можев да видам од снимките и те како има. Што прави местното население, како се живее, дали имаме млади кои што се останати во Теово? Ајде малце повеќе за сликата од таму. Теово во минатото било едно од најголемите села во местноста Азот, а местноста Азот е една од најпознатите во Македонија, кога станува збор по квалитетните земјоделски производи. Прочуеното теовско гравче многу лесно се продава, но она што е позначајно е тоа дека во селото Теово веќе се регистрирани и првите органски земјоделци, значи тука се произведува и органско земјоделие, нешто што на пазарите се повеќе се бара. Целата околина изобилува со прекрасни пасишта, огромни пасишта, значи може тука да се развива сточарство. Веќе првите обиди се прават, но за се треба време, како што вели нашиот соговорник Чичко Стојан, и полека, ако само македонецот малку повеќе се посвети на работата, ова парче земја може да биде многу побаво и многу побогато од Швајцарија. Да напоменам дека нашите соговорници се луѓе кои што во изминатото многу прошетале, велат дека биле секаде, но како во Теово, таков мир немаат најдено. Сите 40 години додека работеле во Австралија, мечтаеле еден ден да се вратат во родното село и таму да го продолжат својот живот. Велат дека сега се како во втората младост, затоа што за нив годините не представуваат ништо, тие се полни со елан и продолжуваат и понатаму да бидат пример како може да се работи, да се проширува бизнесот и од како што можевме сега да видиме прекрасен објектот во кој што се обидуваат да развиваат рурален туризам. Но пред 3 години сите оние кои што биле или поминале покрај Теово знаат дека тој беше пред самото распаѓање, а еве сега е во едно прекрасно издание. Теово има многу што да понуди на туристите. Може тука да се развива и планински туризам. Има прекрасни патеки одбележани за пешачење. Во текот на зимските периоди долго време има снег, но велат дека во некоја иднина може би размислуваат и за нешто многу поголемо да се направи кога станува збор за развој на туризмот. Јас би сакала да напоменам дека и локалната самоуправа во изминатите години многу вложуваше за развој на овие села, за зачувување на овие села да не се испустошат, затоа што во минатото во село Теово имало 500 куќи, а сега едва живеат околу 100 луѓе. Тука има амбуланта, училиште, пошта. За жал, поштата и амбулантата не работат секој ден. Амбулантата работи 2 пати во текот на месецот. Но велат дека ако се врати населението, можно е да се врати и докторот како што било во минатото, секој ден да имаат и здравствена услуга. Во Теово е еден од најстарите јавори во Република Македонија што само зборува дека тука многу одамна имало живот. Јас предлагам да ја слушнеме изјавата на градоначалникот на општина Чашка Горан Чопановски, кој што говори за се она што локалната самоуправа го прави кога станува збор за зачувување на селата во оваа општина. Токму овој проект оди во насока на оно што ние го баравме како рурална средина, не само ние како општина Чашка, меѓутоа и повеќето градоначалници на рурални средини. Бидејќи знаеме дека со миграцијата и емиграцијата 70-тите години, па и 80-тите, овие наши населени места, еве да речеме како општина Чашка, 42 населени места останаа пусти. Затоа што луѓето, нели, во желба за подобра среќа, подобра работа, подобри услови за живот, одеа во градовите. И мислам дека овој проект кој што го најави владата, за нас
многу ќе значи, затоа што некако и ние се подготвивме за тој проект. Веќе луѓето, поготово младите, пошто ова е за млади луѓе кои треба да се вратат кај нас. Кај нас во општинава можеме да зборуваме дека имаме голем број на повратници, меѓутоа пензионери, кои се вратија во своите населени места, на ист начин, или изградија мало куќиче, или старата куќа што ја имале, која што им стоела тука, приправија некоја соба и живеат во неа. Меѓутоа, тоа е со цел да живеат на чист воздух, да им биде и поевтино и да се ослободи просторот, да речеме, во градовите на своите деца, да може да си живеат покомотно. Ова е добро затоа што ние во меѓувреме работевме континуирано на подобрувањето на условите за живење во населените места без разлика што имаше мал број на жители. Ние само како општина ќе кажам дека во скоро секој населено место ни е променето осветувањето. Направени се улици, направени се асфалтирани патишта до населените места. Сега, за да тие луѓе се вратат назад, значи треба да ги имаат тие услови како што ги има во една урбана средина. Јас само ќе кажам дека многу вложувавме во училиштата. И сега кога веќе е дадена шанса да младите се вратат да живеат на село, значи плюс државата се грижи за нив година и пол, каде што ќе им дава одредени средства, барем во оној подготвителен период, плюс ќе се добијат и 3 хектари земја. Ние имаме земја која што е необработена во нашава општина. И јас се надевам дека ќе даде голем резултат. Може би не во првите години такви кои што очекуваме. Меѓутоа, сите оние кои што ќе се вратат на село, а ќе можат повторно да си одат во урбаните средини кога ќе посакаат, и нивните деца и тие, ќе си бидат газди на своето. Ќе си работат онака како што тие мислат дека треба да работат, меѓутоа ќе си ги користат и сите бенефити кои што ги дава Министерството за земјоделие. Значи, оние што не се разбираат од земјоделие. Затоа пак и Министерството за земјоделство нуди луѓе, стручни лица кои што ќе доаѓаат на лице место, и од самиот почеток можеби они ќе немаат земјоделска механизација. Ќе си платат за сето тоа, меѓутоа со субвенциите ќе можат субвенцијата да им биде за плаќање на земјоделските машини, со ова другото да можат пристојно да се живеат, затоа што знаеме дека и во градовите има многу бизниси кои што даваат и нашите работат од тука жители кои што се, како да кажеме, родом од ова општина за многу мали пари. Поголем дел од нив живеат и под кирија. Значи, ова е многу убава можност да може да се изградат куќичка кај нас или да се поправат својата куќа од нивите татковци и дедовци. И јас се надевам дека ќе ни се зголеми бројот на жители. Сето тоа ќе биде на начин кој што и државата го испланирала, меѓутоа и луѓето кои што едноставно тешко живеат во градовите. Градовите се полни веќе, како еден град Скопје, да кажеме, или во Велес, значи со луѓе кои што некога живееле тука, меѓутоа и многу фирми се затворија, многу и се отворија со оваа влада сега. Меѓутоа, сепак мислам дека ќе и можноста да си бидат своји на своето, дека кај одреден број на луѓе ќе даде резултат. Дијана, градоначалникот, како што кажа, општината е подготвена за реализирање на овој нов проект од град во село. Пример си и семејството Трајковски, кои по 40 години печалбарски живот, тие парите решија да ги вложат во Теово, прават голем проект, рурален туризам развиваат. Дали може би нешто друго сакаат да дополнат како услуга? Дали можеме да најавиме дека некое ново вложување ќе имаме конкретно од нивна страна, неве како одличен пример до сите млади дека можат да дојдат и да ги вложат своите пари, па и да се вратат на она што можеби го наследиле од нивните родители во Теово и да го развиваат? Нашите соговорници велат дека се сигурни дека нивниот најмал син ќе се врати од Австралија многу скоро и дека тука ќе го прошири бизнисот кој што тие го започна. Велат дека невозможно е да не успеат затоа што во непосредна близина на селото Теово се наоѓа и една од
најубавите планини или врвот Солунска глава, кој што во последните години е многу интересен како за домашните, така и за странските планинари. Особено е вредно да се спомене во ова моје јавување дека секоја година тука спелеолози го истражуваат целиот тој масив кој што крие во себе огромно богатство на вода и велат дека сето тоа ќе придонесе многу брзо да се развива и овој вид на туризам, а очекуваат дека нивниот најмал син кој што живее во Австралија ќе се врати и дека токму тој ќе го наследи бизнисот. Нашите соговорници велат дека за се треба да се оди чекор по чекор. Имаат многу идеи. Велат дека проектот од град во село тие лично го доживеале во Австралија и токму сега сакаат да покажат како таму се реализирал и бил успешен да се спроведува и во Македонија. Она што за овие луѓе е многу важно е тоа да се врати животот во Теово, како што Чичко Стојан вели, сред село под јаворот, да има што повеќе млади луѓе, затоа што само така може целата да се вратат, само така може Македонија да оди напред. А има што да се работи, има од што да се заработи во Теово. Има огромна површина на необработено земјиште. Има многу можности, само треба тие правилно да се искористат, а младите луѓе кои што ќе решат од градовите да преминат да живеат на села, да добијат помош и од државата. А Дијана, со оглед на тоа што Чичко Стојан и тетка Љубица развиваат рурален туризам, дали странските туристи знаат за Теово? Дали тие доаѓаат на гости кај нив? За Теово се знае, затоа што во непосредна близина на Теово е и селото Богомила. А таму пак има извонреден мотел во кој што традиционалните македонски јадења се мамка како за домашните, така и за странските туристи. Велат дека рибниците кои што се повеќе се отвараат во овој предел, токму така се причина Теово да биде посетувано и од многу гости. Но да напоменеме дека во Теово еден од најубавите манастири кои што го има Македонската православна црква или епархијата Повардарска. И тој со години се обидува да го развива црковниот туризам. И тука во лето доаѓаат и македонски туристи, но и странци да престојуваат. Сето тоа полека велат дека ќе ги донесе резултатите. Не сакаат да се рекламираат. Велат дека интернетот може би е брза реклама, но тие сакаат нивните гости да дојдат по препорака на претходните гости. Еднаш човек кој што ќе дојде кај нив и кој што ќе помине прекрасен викенд или прекрасни неколку дена, може многу повеќе да донесе гости и туристи од било каква реклама, вели нашата соговорничка или тетка Љубица. Сигурна е дека нивниот дом ќе биде преполн не само за празниците, туку и во текот на целата година. Дијана, ако ги прашаме маркетинг експертите, тие ќе кажат дека тоа е и најдобрата реклама всушност, ако си задоволен од некаде од уста на уста да го раскажеш своето задоволство и да ги повикаш и другите да дојдат да го видат Теово. Чинам дека спомна, би сакала малци на тоа да обрнеме внимание, првиот производител на храна, како беше од органско потекло, така се наоѓа во Теово. Што произведува човекот? Да. Кога станува збор, значи за органското земјоделско производство. Неколку години Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието работи на терен. Да напоменеме дека оваа агенција, како дел од Министерството за земјоделство и шумарство, има своја и канцеларија во ова населено место. И таа ги подучува земјоделците како да го развиваат својот бизнис. Кога станува збор за развојот на бизнисот, тие во Теово, бидејќи тука има чиста 100% еколошка средина, се одлучија да развиваат органско земјоделие. Првиот земјоделец кој што го има и сертификатот за органско земјоделие произведува сирење, има собствено бачило. За жал овој пат не можевме
да стигнеме до неговото бачило, затоа што тоа е многу високо и потребно е теренско возило, но јас ветувам дека во некоја следна наша прилика ќе се искачиме и сета таа убавина таму која што ја има ќе ја пренесеме. Она што го произведува како производ крајне, значи сирењето, и вели дека немал во последните години никаков проблем за продажба. Органското земјоделство има и повисока цена, а за земјоделците она што е многу важно е тоа дека за органските производи од државата добиваат и поголеми субвенции. Дијана се согласува, морам тука да се надоврзам и со градоначалникот кој што кажа дека не мора да имате познавање од земјоделство, туку доволно и да сакате да се занимавате со земјоделство, сега и со можноста кој што ја нуди Министерството за земјоделие и владата со земјоделски советник, доволно е само да имате желба и да сакате да започнете да се занимавате со земјоделство. Ти благодарам многу, на вистина многу успешна приказна што се надевам дека ќе предизвика интерес, а може би поттик кај младите, ни ја пренесе токму од Теова. Доколку имаш уште нешто да додадеш, повели сега? Па јас би сакала во оваа прилика да ги повикам сите оние кои што се љубители на природата, да поминат покрај Теово, да ја видат таа убавина. А ако им се допаѓа, секој викенд нека биде нивна дестинација. Така, Дијана, ти благодарам. Многу ти ни се јави од Теово, ни ја пренесе успешната приказна на семејството Трајковски, кој по 40 години печалбарски живот се вратија во своето родно место, инвестираат таму, остануваат таму и не сакаат да си одат од село. А ќе слушнеме успешни приказни и од миравци и од новаци. Останете со нас, правиме кратка пауза. Мој име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. За енергија, за здраво тело, за убаво тело, за љубов. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Повторно сме назад во студиото, вие сте со Ново во градот. Успешни приказни од животот на село. Сега патуваме во Миравци, таму е мојот колега Лео Баламов. Лео, добар ден и за тебе. Како се живее во село Миравци? Ја чинам дека ќе ни раскажеш и за некое друго село како се живее таму. Повели, Лео. Така е, студио, добро утро на сите гледачи на телевизија Нова. Во ова петечно издание Јована на Ново во градот ја поздравувам темата што ја избра, односно како се живее на село. Оваа тема веќе неколку време стагнира затоа што имаме големи бранови на миграции, на внатрешни миграции во Република Македонија од селото во градот. Инаку селата се помали населени места од градовите кои што се разликуваат по својата физиономија, функција и демографска структура. Инаку во Македонија имаме 1645 села. Само накратко ќе дадеме некои информации, ќе нафрлиме некои информации за селата во Македонија, со што се занимаваат луѓето на село, каква е ситуацијата во земјоделството и сточарството, кои се новите мерки на владата на Република Македонија и како тие им помагаат на земјоделците. Да се наврата малку наназад. Мали села се оние кои
во кои живеат од 1 до 300 жители. Во Македонија имаме 961 село, наспроти, односно процентуално изнесено преку 58,4% од сите села во Македонија. Средни села се оние во кои живеат од 301 жител до 800. Во Македонија имаме 337 вакви села, 20,5% од сите села во Македонија. Големи села се оние во кои имаме повеќе од 801 жител. Во Македонија имаме 347 вакви села, односно 21,1 изразени во проценти. Инаку луѓето на селото имаат веќе неколку години наназад, мислам од осамостојување на Македонија како независна држава, имаат проблеми со тоа затоа што не може да ги исполнат своите граѓански права, образование, здравство, каде ќе се школуваат нивните деца, што ќе работат, како земјоделците може да се снајдат, да ги пласираат своите производи, односно да се отворат откупни пунктови, каква е нивната патна инфраструктура. Овие беа само дел од проблемите со кои се соочуваа земјоделците во Македонија. Инаку ќе продолжам на темата земјоделство во руралните средини, односно во селата. Со овие големи бранови на миграции што се случија наназад неколку години во Република Македонија, со што младите, но и веќе луѓето во средовековичните години се одселија од селата во градовите, остварија или направија една мала слика на она што дека капацитетот кој што го поседуваат селата, односно обработливата површина на селата, веќе останува мртов капитал. Но со новите мерки и она што се предвидува за да повторно да заживеат селата, е тоа што дека веќе селата, односно граѓаните, жителите на селата, со измени во Законот за земјоделство при службениот весник на Република Македонија со член 18,2011 е тоа дека жителите на селата веќе можат со своја добра спремена документација да приложат своји лични проекти, како што можам да ги наречам, за правење на некои простории каде што тие ќе го развиваат земјоделството на едно повисоко ниво. Например, да кажеме дека имаат своји овоштарници, своји штали каде што ќе го чуваат својот добиток. Она што може исто така да се како што реков, штали и амбари, оранжери, ладилници, сушарници. Инаку во Македонија сега ќе зборувам малце низ бројки, затоа што давам една слика низ бројки за тоа колку обработлива површина имаме во Република Македонија и како луѓето обработуваат и колку индивидуални здруженија, односно организации, компании кои обработуваат земјоделска површина имаме. Во Република Македонија имаме вкупен број на индивидуални земјоделски стопанства 192.378. Вкупно расположива површина на земјиште за обработка 321.338 хектари. Вкупно искористено земјиште 264.338.000. Сопствено земјиште 22.819 хектари. А кога сме веќе на југоистокот, затоа што ние се наоѓаме во село Миравци, општина Гевгелија, број на индивидуални земјоделски стопанства имаме околу 25.978.000. Вкупна расположлива површина на земјиште на југоистокот е 37.878 хектари. Вкупно користено земјиште 32.078 хектари. Владата на Република Македонија почнува или спроведува мерки во земјоделството со што граѓаните, земјоделците и оние што живеат во селото и оние што живеат во градот имаат желба да обработуваат површина, со што својата механизација можат со своја добра спремена документација да ја пријават и да добијат некои субвенции, односно некои придобивки за нив. Кога сме веќе кај субвенциите во Македонија, за 2015 година се остварени некаде 150 милиони евра дадени во субвенции. Во 2011 до 2015 година биле обезбедени вкупно 670 милиони евра во субвенции. Ова им дава стимуланс на земјоделците да почнат да работат, односно да купуваат, односно да зимаат повеќе земјиште, со што ќе го посадуваат и оној мртов капитал, како што ги нареков, односно необработливото земјиште, повторно ќе почне да се обработува и така ствараме една индустрија. Инаку сега се при крај, пред да ја проследиме изјавата за тоа како живеат луѓето на село, односно во Миравци, сакам само да напоменам дека односно се префрлам на сточарството. Во 1985 година сме имале 2.320.000 грла. Во 2010 година, па и од 2009 и 2010 година, владата на Република Македонија за стимулансот, односно за повторно навраќање, затоа што сме имале пат на грлата,
Во 2003 година биле издвоени по 300 денари субвенции, а во 2009 и 2010 година се издвојуваат по 900 денари субвенции за грло овци, односно за грло добиток. Инаку сега режија предлагам да ја погледнеме изјавата, односно што мислат луѓето и каков е животот на село. Хектари одгледувате на земјоделство? 4 хектари. Што све? Кромит, компир, што? Кромит, компир, зелка, лозие. Добро иде во село. Има работа, ева 40 години кога работам на оваа занајат. Така. Може да се обстане. Се важи по некој денар? Се важи по некој денар. За фамилија? За фамилијата, за куите дома. Так. И тоа е тоа. Задоволни сте од животот во Миравци? Па сега за сега е добро. Јас сум собственик на овој објект. Сум негде околу 2005 година на Вајки. Тежок е животот малку во овој дел. Тешко е да се обстане само со зло. А после тоа Па ние отворивме да работиме. Кој отвара нешто за денара да нема позитивна страна? Значи, ама колку толку пак се работи. Па се работи, па добро е, меѓутоа не е тоа како што работи. Нормално. Да. Добро. Се има земјоделие. Со што се занимава? Има кромит, лозе, компир. Така. Зелка. Да. Пласмано има и наши откупни пунктови тука, од страна доаѓаат. Значи, тешко е, малко е, нема резултат кај трговците моментално, како е наплата е многу тешко. Лео, плодна почва имаме. Одлични можности имаме, особено со овие проекти што ни ги овозможува владата. Само треба малку желба и поттик кај младите да го искористат сето тоа. Така е, студио. Младите се водат од она своја визија која што имаат зацртен, односно дека младите треба да се образуваат, односно дека плодната површина е она што останало од своите предци, од своите родители, па од родителите на родителите, треба да остане во селото и да остане она закрчкено и никако да не оди напред. Инаку мислам дека со овие нови можности кои што се во моментот се на располагање, мислам дека и кај младите ќе се поттикне, односно ќе се роди повторно таа желба да она што останало од своите родители, од родителите на своите родители, треба повторно да се обработува и преку створување на свој собствен капитал, преку субвенција, оние кредити за започнување на мали и средни бизниси. Мислам дека младите ќе почнат да размислуваат малку или односно 2-3 чекори понапред. Инаку и јас сум млад човек и со ова што го слушам моментално и она што се случува на полето на земјоделството, односно од префрлувањето од градот во селото, она ствара некоја синергија дека треба нешто да се случува и дека капацитетот што го нуди нашата држава, затоа што Република Македонија е доста познато дека е во централното подрачје на Балканскиот полуостров и доста познато е дека Македонија претежно е земјоделска земја. Сакам да во продолжение да продолжам како што рече Јована, образованието и младите. Како што реков на почетокот, луѓето, односно бранот на миграција се случи тогаш кога луѓето од селата се преселија во градот, затоа што не можеа да ги исполнат своите граѓански права. Едно од најбитните фактори за тоа зошто цели фамилии се селеа од градот во селото, мислам од селото во градот, е тоа дека ја гледаат иднината за своите деца. Инаку во Република Македонија руралните средини се во подеми и со интенции да се приближат кон урбаните преку изградба на училишта, дисперзирани студии во оние општини каде што имаме поголем број на села, но каде што најблискиот универзитет е 160 до 170 километри. Затоа владата на Република Македонија заедно со Министерството за образование отвори на секаде низ Македонија во поголемите општини, да кажам, своји дисперзирани студии, па да им се овозможи и на оние луѓе кои што се во селата, односно на младите кои што се во селата, а живеат близу до општините во каде што имаат дисперзирани студии, да може да се школуваат. Мерки за здравствени, дежурни лекари, но и рурални аптеки. Дежурните лекари, земјоделските советници и руралните аптеки се дел од новите проекти на владата на Република Македонија. Најпрви да речем за кога зборуваме меќе образование, село, земјоделство. Најпрви сакам да додадам дека земјоделските советници, ова е еден од новите проекти на владата на Република Македонија, односно на Министерството за земјоделие, е тоа дека земјоделците ќе почнат да добиваат совети како да го напредуваат
производство, како да го пласираат своето производство, што да направат за производството кое што го имале досега да се унапредува и да може да конкурира на високите пазари. Односно, знаеме дека Македонија е на централно подрачје на Балканот, дека овде е границата на повеќе индустрии. Не сме трговски транзит на повеќе индустрии. Така да мислам дека со овоштарството, градинарството и другите земјоделски гранки, со овие земјоделски советници ќе може да се унапредуваат, односно македонските производи земјоделски или без разлика од било која гранка да конкурираат на високите и светските пазари. Инаку, кога зборуваме за образованието, Министерството за образование воведува нови мерки, односно дека за селата, односно руралните средини кои имаат до 30 деца, ќе почнат да градат училишта со 2 училници. За оние населени места, рурални или општински, каде што имаме од 30 до 60 деца, ќе почнат да се градат училишта со повеќе училници, односно за максимално развивање на можностите и на наставата. Инаку, кога веќе зборувавме за руралните доктори, дежурни доктори и рурални аптеки, 28 лиценци за отварање аптеки со акцент на руралните места се отвараат во државата. Бенефит ќе имаат околу 60.000 граѓани. Да кажеме дека процентуално ова изнесува голем дел од територијата на Македонија, дека ова ќе им биде од голема корист на многу луѓе што живеат во руралните средини, затоа што знаеме дека во руралните средини во моментот живеат луѓето од над 50 години, па некои не се во можност да ги набавуваат своите здравствени лекови. Сега се наоѓаме во село Миравци во општина Гевгелија. Миравци е сместено во северниот дел на Гевгелиско-Валандовската котлина, во северниот дел на општина Гевгелија. Изнесува популацијата во ова село 1670 жители. Лежи на 110 метри надморска висина. Алувијална рамнина е сместено селото Миравци. Инаку денеска е во тек изградбата, знаеме, на делницата Демиркапија Смоквице од меѓународниот автопат Александар Македонски Е75. Од градот Гевгелија, Миравци е оддалечен 24 километри. Според структурата на аторот е обработливата површина со која што располага ова село, односно ова рурална средина. Површина имаме од 28,8 километри на квадрат, односно 1707 хектари шумско земјиште, 729 хектари обработливо земјиште и 263 хектари пасишта. Инаку во близина на селото Миравци е и селото Смоквица. Да го споменеме и проектот за изградба на автопатот на коридорот 10 на делницата Демиркапија Смоквица, со кој се предвидува, во кој е предвидена должина, односно се гради на должина од 28,18 километри. Инаку овој коридор 10, односно делницата Демиркапија Смоквица е од големо значење затоа што Македонија е трговски транзитен канал. Низ Македонија поминуваат, односно се поврзуваат многу европски земји. Во должина од 28,18 километри, како што напоменав, во согласност со европските стандарди, со кои ќе се комплетира главната оска на коридор 10 кој поминува низ Република Македонија. Инаку, овој проект, кој што е еден од најкрупните проекти кој го изработува, односно во изградба во Република Македонија, е тоа дека вкупната инвестиција за изградба на оваа делница е 271 милион евро, од кои 130 милиони евра се од Европската инвестицијска банка, 45 се од ИПА грант на Европската унија и 107 милиони евра се од Европската банка за обнова и развој и 6 милиони евра од буџетот на Република Македонија. Инаку во Македонија во целосно досега се обновени повеќе од 700 километри регионални патишта. Пред некој ден на посета во Струмичкиот регион беше министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Предлагам од реже да ја погледнеме неговата изјава, што тој мисли како Македонија се соочува и што Македонија прави за да се поврзат повеќе рурални средини. Со новиот предвиден проект на владата на Република Македонија, враќање од градот во селото, преку реконструкција и проекти што ги предвидува лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, дали сметате дека овој проект ќе добие голем одзив и што вие направивте во проектот, што реконструиравте, дали има некои промени, дали селата се унапредуваат? Благодарам на прашањето, многу значаен проект. Гледам дека има голем интерес кај граѓаните, значи проектот е добар. Штом низ народот веќе се зборуваат сите оние
од проектот сега што е сите бенефиции што ги даваат оваа мерка, но и останатите мерки што ги нуди Министерство за земјоделие преку Агенцијата за рурален развој, потоа сите оние проекти преку ИПАРТ и така натака, се работи за проект со многу подмерки кои секој граѓанин може да се пронајде, односно сите оние што се заинтересирани. Од една страна многу субвенции, бенефиции за граѓаните, како што е еднократна парична помош во определен временски период, од друга страна се даваат дополнителни средства за реконструкција за вашата куќа до 6.000 евра и така натака, односно потоа и се доделува земјоделско земјиште, што е сплет на мерки и многу важни за овој проект. Од друга страна, ние како Министерство за транспорт и врски, заедно со јавното претпријатие за државни патишта и во соработка со општините, до сега имаме реконструирано преку 400 локални патишта, што се претежно и во руралните средини, а од друга страна се работи за во километража преку 750 км нови асфалтирани улици. Од една страна помагаме во руралните средини да се направат нови патишта за да има подобар транспорт, за да има подобра конекција помеѓу населените места, а од друга страна ќе продолжиме за во иднина за да го обновиме сите оние патишта што останале, односно што не стигна редот. Ние ќе продолжиме со реконструкција на локални патишта, продолжиме со регионалните и магистралните патишта, од друга страна, што е многу исто така важна мерка, е Купи куќа за млади. Исто таа мерка овозможува да купите земјиште, односно по 1 евро на лицитација и во руралните средини, и во градските средини, да може да изградите свој дом со субвенции што ги нуди владата, односно преку Министерство за финансии. А во една фаза сме сега и на подготвување на урбанистички планови за многу општини, што ќе овозможиме во многу населени места дополнително да се откупат нови плацеви за проектот Купи куќа за млади, со што со сплет мерки и големи субвенции директно за граѓаните, проективе се прифатени од народот, што е многу важно за нас како влада, и тоа ние го очекуваме да се пронајдат со сите овие мерки, за да им овозможиме подобар живот, а од друга страна они да можат да имаат бенефиции директно од владата на Лео, ти благодарам за деталната слика од Миравци, дека ни се дадени можности со проектите на владата на Република Македонија и на терен можеме да се увериме дека е тоа така. Ти ни ја представи деталната слика од Миравци. Само еден апел, уште еден до младите, дека ние како млади луѓе треба сето тоа да го искористиме. Ти благодарам, Лео Баламов, за сликата од Миравци, а сега со колешката Ана Трајчевска идеме во Новаци. Ана, која е сликата што ти ни ја носиш од Новаци? Еднашка веќе го имаме промовирано Новаци, навистина многу се инвестира таму, разговаравме и со градоначалникот, ни беше во живо на линк во Ново во градот, и сега ти ни представуваш една успешна приказна како се живее во Новаци. Повели, Ана. Така е, ова на една од руралните општини во Преспанско-Пелагонискиот регион, која навистина најмногу вложува во подобрување на условите за живот на самите мештани, со една единствена цел да се спречат од иселување, е токму општина Новаци. Токму заради тоа, поради сите тие услови, односно поради сите тие активности кои што општината изминатиот период ги превзема, голем број од мештаните се одлучуваат својата иднина да ја градат токму тука, во Новаци, покрај своите блиски, работејќи ги оние бизниси, односно наследувајќи ги оние бизниси од своите постари кои што се пренесувале од генерации на генерации, од колено на колено. Токму денеска од Новаци ви носиме една таква успешна приказна, поточно се работи за бизнис за одгледување на крави, започнат пред 20 години. Овој бизнис го наследил, го започнал таткото Димче Вајдевски, па потоа го наследил неговиот син и Илче Вајдевски, кој што вели дека е задоволен од животот во Новаци и токму својата иднина ја гледа токму тука каде што живееле неговите предци, се разбира каде што е неговото семејство. Во продолжение јас предлагам да ја погледнеме оваа приказка за семејниот бизнис од општина Новаци. Семејството Вајдевски од пелагониското село Новаци повеќе од 20 години се занимава со одгледување на крави. Овој бизнис прво го започнал Диме Вајдевски, а го наследил неговиот син Илче Вајдевски, кој следејќи ги стапките на својот татко се определи низ овој семеен бизнис да обезбедува екзистенција за целото негово семејство. Се занимавам со фарма, со крави, долги години, негде околу 20 години.
Тоа го наследив од мојот татко. Мојата фамилија се занимава подолги години со тоа, така да планирам и да наследам јас со таа фарма, со тоа земјоделие. Вајдевски вели дека во селото Новаци живееле неговите предци. Сега таму живее целото негово семејство, па заради тоа и тој сака да ја гради својата иднина токму во својот роден крај, во Новаци, каде има живописна и питома природа и секако современи услови за живот. Планирам тука да останам, тука ми е цело семејство, мислам тука и планирам да работам со фармата и со земјата и сум задоволен до сега. Понатаму ќе видиме. Ќе размислуваме, мислам да останам во село Новаци за да продолжам со работа. Општина Новаци изминативе години има многу вложено во подобрувањето на условите на живот на своите жители, од страна на инфраструктура и социјален живот, со една единствена цел да се намали намерното иселување на населението. И токму заради тоа, голем дел од мештаните својата иднина ја гледаат во својот роден крај, покрај своите блиски, занимавајќи се со земјоделие и сточарство, семејни бизниси кои се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Ова е многу интересна, успешна приказна и треба да представува поттик за младите да не си одат од село, да го наследат она што го стварале нивните родители. Ана, имаме ли успешни други вакви приказни? Колку се наследува бизнисот? Така е Јована, со оглед на тоа што општина Новаци е една од најголемите територии со обработливо земјоделски површини, а голем број од семејствата во селото Новаци се разбира и на територијата на општина Новаци се занимаваат токму со земјоделство и со сточарство. Така да навистина голем број на случаи, односно голем број на семејства работат, се занимаваат токму со земјоделство и со сточарство, значи голем е бројот и на оние синови кои што го наследуваат бизнисот од своите родители, нели ја продолжуваат таа традиција. Посебно ќе кажам дека исто така голем е и бројот на млади луѓе кои се занимаваат токму со земјоделство, а тука би сакала да ги спомнам и оние мерки кои што и поволности кои што ги нуди владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство. Се разбира, нели тука се и оние субвенции кои што им се нудат на земјоделците, па тоа слободно можам да кажам дека и причина плюс поради која што ете нели младите во што се поголем број се одлучуваат да ги наследат токму овие семејни бизниси, да останат во својот крај, се разбира да живеат покрај своите блиски и да се занимаваат со оној семејен бизнис. Но колку тоа младите ги наследуваат семејните бизниси, јас предлагам да слушнеме во продолжение од градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски. Навистина многу го наследува семејниот бизнис, бидејќи овдека локалното население претежно се занимава со земјоделие и сточарство. И со овие мерки што ги има преземено владата, се доста заинтересирани за обработување на земјиштето. Тука има големи бенефити, има субвенции кои ги покриваат тие трошоци и младите, тоа посебно не радува, младите се доста заинтересирани да работат. А тоа навистина ќе биде и во корист и на државата, ќе не бидат на терет на државата да ги запослува, сами си работат и го наследуваат тој семен, таа семена традиција, нивните татковци и дедовци што работеле. Можам да кажам дека не остана ни педа земја која не е обработлива. Целокупната земја и напуштена што беше на нашите иселеници од странство и другата земјиште се обработува. Со овие мерки на владата, секое семејство тука во нашата општина скоро имаат трактори, некои по 2 трактори и механизација, значи све му е обезбедено, а само волјата за работа. А таа волја гледам дека навистина е воздржана, не воздржана, туку е како иницијатива ги поттикнува да работат понатаму.
Ана, кажавме дека Новаци е една од општините во која најмногу се вложува. Што вели градоначалникот? Што прават тие за младите? Еве, апел правиме цело време до младите, тие да останат во Новаци. Така и ова на општина Новаци во својата развојна програма за развој, односно стратегија за развој, на вистина големо внимание обрнува токму на подобрување на условите за живот, како што кажав и претходно, со една единствена цел, токму младите да се задржат да живеат во општина Новаци. И од она што го кажува градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски, на вистина изминатиот период е стопирано тоа иселување во поголемите градови. Значи, младите се задоволни од животот токму тука во оваа општина покрај сите нели оние мерки кои што самата општина ги нуди. Тука би сакала да ја спомнам и финансиската поддршка која што општината ја нуди за секое новородено дете и за секој нов склучен брак, така да на вистина премногу мерки и поволности самата општина ги нуди. Ете, повторно ќе речам со една единствена цел, токму младите да се задржат покрај своите жаришта, да се задржат во своето родно место, да останат да живеат со своите најблиски, се разбира да ја наследат онаа традиција од нивните предци. Но поконкретно околу тоа што самата општина превзема за да го задржи населението во својата општина, во продолжение ќе слушнеме од градоначалникот Лазар Котевски. Настојуваме од рурална да прерастиме во една урбана средина со добри услови за живење. Во моментот ги имаме стопирано тие иселувања село-град или село па преку океанските земји во странство, и тоа ни е вака посебно задоволство младите да останат тука кај нас. Па младите посебно ги стимулираме. Во делот имаме донесено и одлука на Совет. Еве, ова ни е скоро 8 година, 9-та, каде што за секое новородено дете општината одвојува по 5.000 денари. Ние бевме меѓу првите општини во Република Македонија кои овој проект го спроведуваме. А исто така за ново женети, постари жители кои сакат да склучат брак, општината има издвоено средство и издвојува во износ од 500 евра за плаќање на свадбените трошоци, а исто така и крштавки и венчавки бесплатно кои ги покрива општината од својот буџет. Ана, ти благодарам што ни ја представи сликата од Новаци. Ана Трајчевска беше со нас, ни ја представи деталната слика за животот во село Новаци. Ана, си се одјавуваме заедно од ова издание на Ново во градот. Еве уште еден апел до младите, ние две како млади да пратиме апел до сите кои што не гледаат сега во овој момент. Можностите и проектите се пред нас. Зграбете ги за подобра иднина. Ве поздравувам, останете на оваа фреквенција.